Точно напладне на 7 април во Центар Јадро ќе биде промовирана автобиографската книга со наслов Мојот сон од доктор Џемиле Берат, првата жена ромка во нашата земја, со која имам чест и задоволство да поразговарам во следниве минути, токму во пресвет на промоцијата на ова нејзино дело. Пред се ви благодарам за одвоеното време и честитки за автобиографската книга во која пошироката јавност ќе може да се запознае со вашиот животен пат. Благодарам. Јас сум родена во Крива Паланка. Основно и средно образование завршив во родниот крај. Потоа се запишав на медицински факултет во Скопје. Тоа беше далечната 1976 година. Дипломирав на време со добар просек во 1982. Се запослив во Крива Паланка веднаш по дипломирањето, затоа што тогаш бев стипендист на Тито фонд стипендија, која во она време се даваше на одлични ученици од работничко семејство. Потоа, после мажењето, со маж ми, кој исто беше доктор, воен доктор, се преселивме и работивме во Хрватска, во Бјеловар, 7 години. Таму, кога заврши војната, моравме да се вратиме назад во Македонија како иселени лица и јас продолжив да работам во војната болница, прво како општ лекар, а потоа како невропсихијатар, психијатар. Таму работев 28 години и се пензионирав пред 4 години. Направивте еден храбар и пионирски чекор во тоа време, кога како млада девојка ромка се охрабривте, имавте смелост да зачекорите во еден непознат свет, за да остварите вашата желба да станете доктор. Колку беше тоа тешко и кој беше ваш најголем поддржувач на тоа патешествие? Јас имав преголема желба да успеам во животот, затоа што знаев дека само образованието ќе ме тргне од тоа сиромашно гнездо и ќе направи да успеам. Затоа се обидов, меѓутоа имав поддршка од мајка ми, посебно која во она време беше многу мудра жена и ме поддржа, како и од брат ми, и ми дозволија јас во она време нешто неприфатливо, невозможно, да дојдам сама девојче од провинција во голем град за да студирам медицина. Финансиската состојба исто така не беше многу лоша, меѓутоа желбата надвладеа. Јас многу се трудев, учев, не се откажав кога наидував на препреки, кога повеќе бев гладна, кога немав книги, ме водеше единствено мислата јас морам да успеам. Јас морам да успеам, да станам доктор и да бидам среќна во животот едноставно. И успеав, мислам, станав првата докторка ромка во Македонија. Во она време, кога студиравме, јас и маж ми, бевме први запишани студенти на медицина и завршени, дипломирани, професорите беа восхитени од тоа, не поддржуваа, не бодреа, ни помага. Тука можам посебно да истакнам професорката Чевреска од Институтот за патофизиологија, која како некој мецена ни беше во тоа време. Со воодушевување гледаше, види ги овие двајца, доктори ќе станат, а роми се. И не само што успеавте да го остварите вашиот сон, туку успеавте да бидете еден светол пример и за вашите деца и за многу останати храбри, млади луѓе кои што следејќи го вашиот пример остварија и нивниот сон да стане реалност. Вашата приказна ја опишавте во автобиографската книга Мојот сон. Сега веќе како пензионерка решивте времето слободно што го имате да го искористите за да остане овековечен вашиот животен и професионален пат во оваа книга, која официјално ќе биде промовирана, како што кажав, на 7 април. Така.
Јас имав одамна желба да напишам книга за мојот живот, да оставам пишан трак за моите корени, за моето семејство, за мојот успех, за образованието и да книгата биде мотивирачка. Преку неа тие млади луѓе, не само роми, него сите други што се сиромашни, да видат дека ако се има желба и ако се учи упорно, со посветеност, со сигурност во себе си, може да успеат. Затоа што ако јас успеав во она време да станам доктор, мислам дека секој може, барем во денешно време. Има уште еден момент кој би сакала да го спомнеме, а тоа е хуманитарниот карактер на вашата книга и на промоцијата. Па, токму во склоп на содржината на книгата, како што мене некогаш така хуманитарно ми дарува добри луѓе, јас средствата донирани за книгата ќе ги поклонам во хуманитарни цели на деца кои завршуваат основно образование, кои се одлични, од сиромашно потекло и би сакала да се облечат со тие пари за пола матура. Доктор Џемиле Берат, уште еднаш честитки и респект за храброста која што сте ја имале, за сите остварени успеси и пак ќе кажам за убавиот светол пример кој што е патогас и за многумина во минатото, но и за сегашни генерации, оние што не слушаат, не гледаат денес, а и оние што ќе имаат можност да ја прочитаат книгата. Да ги поканиме за крај да присуствуваат на промоција. Повикувам сите кои сакаат да повелат на 7 април, недела во 12 часот во Центар Јадро, да присуствуваат на оваа промоција, да ми укажат чест и би била многу среќна. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.